Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Добре дојде во училиштето на животот. Одлично е што си со нас. Придружи ни се, забавно е. Првенство на минување. Нема паркирање. Остри кривини. Бели и црвени стрелки. Каде сум? Каде треба да одам? Знак стоп. Внимание, лизгав пат. Толку многу знаци и толку разновидни. Сообраќајните знаци покрај патот се многу важни. Тие не се поставени за да ти пречат или да те измачуваат, туку да те заштитат и да те однесат до твојата цел. Во Библијата, Бог поставил знаци за твојот животен пат. Тој не сака да не измачува со неговите заповеди, туку да ги заштити нашите животи. Кој се придржува кон неговите правила, ќе дојде до крајот на своето патување. Придружи ни се во училиштето на животот. Сигурен сум дека ќе го положиш тестот. Патувањето во животот е возбудливо. Постојат две патеки, но може да избереме само една од нив. Библијата е како карта на патот. Ни покажува по кој пат одиме. Помини низ тесната врата, зашто широка е вратата што води до уништување. Многумина избираат да одат на тој начин, но тесна е вратата и права е патеката што води кон вечен живот. Само неколкумина избираат да одат на тој начин. Библијата е како патоказ. Ни покажува дека Исус Христос е единствениот пат до Бог. Исус вели: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Кога патувањето во нашите животи ќе не соочи со проблеми како да минуваме низ темен тунел и не можеме да видиме излез, тогаш можеме да погледнеме кон Библијата, бидејќи таа е како светлина, како добар рефлектор. А Господ Исус е најдобриот учител во нашето училиште на животот. Сака да оди со тебе во животот. Без оглед на тоа дали си долу или надвор, или имаш незгода, тој ќе биде со тебе и нема да те остави сам. Ова тој го вети. И повикај ме во тежок ден. Јас ке те избавам, а ти ке ме прославиш. Молитвата е најдобриот избор за итни случаи. Испробај го. Ти посакувам добро патување на твоето патување во животот. Стоп. Во следната драма, патувањето ќе продолжи. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!